30 матуранти од Кочанското стручно училиште Ѓошо Викентиев поминаа обука и добија понуда за работа во Амфенол. На нас ни требаат квалификувани луѓе со вештини, луѓе кои што ќе може да одговорат на се по големата ниво на технологија и на развој кој што го планираме, не само како бројка, него и како ноу-хау, како знаење и како вештини. И во Македонија може да се живее пристојно и техничките струки и занимања се итекако повеќе од добри и повеќе од ценети и можност за натамошен развој и напредок во нивната кариера. Станува збор за проект кој во изминатите 10 месеци заеднички го спроведоа Амфенол и Ѓошо Викентиев, а со подршка од USAID. Посебно акутна и сериозна е ситуацијата во делот на средностручни вештини, занаети, оние што ги викаме, така да ние како проект решиме да инвестираме и да кофинансираме овакви иницијативи, каде што заедно со приватен сектор би инвестирале во обучување на кадри кои би биле идни вработени во реалниот сектор. Ова од една страна значи обезбедување на стручен кадар за стопанството, но и одлична практична настава за учениците. За прв пат како идеја почна пред отприлика 10 месеци, 11, по наша иницијатива на Амфенол, соработка помеѓу училиштето и компанијата и се надевам дека ова идеја ќе продолжи, бидејќи тоа е реалниот сектор, а ние треба се бориме за реалниот сектор како училиште. Идејата е ваквата соработка во иднина да се прошири со повеќе компании. Сметам дека овој проект заслужува и понатаму силна поддршка како од локалната самоуправа, така и од сите други чинители кои можат да допринесат да го прошириме не само за овој тип на кадри, туку да се во ова училиште да се произведуваат кадри кои ќе бидат потреби за целокупното стопанство во општина Кочина. Инаку Амфенол е компанија за производство на автомобилски кабли и во Кочани е присутен од 2013 година. Со производство почна со само 50 работници, а денес нивниот број е над 1300.